па ќе го почнеме и ова издание на вестите со него. За оние кои мерат во Агенцијата за медиуми, секоја најава и одјава на овој прилог и уреднички коментар тука да рачистиме, за да нема после вака било, така било. Зашто се работи? Сега само се работува со подземјата. Користи криминалци за своји политички цели. Точка. Имавме докази и судски и секакви и поинакви за соработка на СДСМ со аферата Чауш, каде што за потреби на СДСМ се печатени лажни имотни листови, лажни сметки, како во Македонија, така и во странство, лажни пасоши, лажни лични карти од групата на Чауш за потреби на пропагандата на СДСМ, каде што тие ќе излезат ќе речат: Латас има хотел во Бугарија, авион во Британија, вие имате вила во Грција и така натаму и така натаму, додека вие тоа да го демантирате и објасните, отидоа 4-5 дена, аферата фатила свој корен. Тоа е првиот случај кој е судски докажан. Аферата која направија со Диме Спасов, заменик министер во Министерството за социјала и труд, се обидоа со подземјето да монтираат и инценираат случај на физички напад врз заменик министер и доскорешен министер во Министерството за социјала и труд во било која земја, од Бугарија до Гренланд, иако Гренланд не е држава, до Исланд, било каде да се нападне функционер, министер, заменик министер, тој се соочува со сериозна кривична одговорност и никаде општеството тој кој е напагач не го брани. Што сака нека се случило од другата страна? Освен во Македонија, и тоа за потреби на СДСМ. Зашто се работи? Зашто имаме и видео снимка. И прв пат ќе видите на сите, од сите телевизии. Се работи за следново. Група од Серава, место особено познато по опасни ликови во градот Скопје, пресретнува джип во кој се вози Диме Спасов. Наводно имало судар. На снимката која ќе ја видите, се уште има кал на возилото која го возат момците од Серава, ќе видите дека нема ни гремнатиња, камоли судар. Вртат полна, го бркаат министерот, го запираат возилото, удираат со возилото по кола, ставаат раце во джепови. Зошто и што ваделе при тоа, ќе видиме на снимките. Поминува полиција, као случајно. Го гледа настанот, не реагира, си продолжува понатаму. Диме Спасов, како што секој нормален човек, кога ќе го нападнат лица, особено тој профил, би избегал, го прави истото. При тоа, никаде нема судари, никаде нема сообраќајни несреќи, никаде нема алкохоли, никаде нема швалерки, никаде нема ништо од аферата што СДСМ сакаше да ја конструира и подкрепи со лепливи детали, кои се добри за оговарање по сметководство, канцеларии и додека чекате автобус, алкохоли, швалерки и слично. Тоа прво го нема, второ е ирелевантно за случајот. Имаме напад на висок државен функционер. Пар екселанс фатен. Потоа, Диме Спасов сам запира. Доаѓа алфи, случајно тука се нашле, од редот на оние алфи, кои ги гледавме, кои бара оружје да пукаат на своите колеги, во МВР кога упаѓаше Катица Јанева. Применуваат сила кон Диме Спасов. Го удираат од кола и двајца вадат пиштоли. Ова ќе го видите. Сето друго ќе го чуете. Се приказки на бандите на СДСМ. Поврзани и во кал до колена со криминалци и со криминал. Да ве подсетам, доскорешниот министер за внатрешни работи Чавков изјави во интервју за Неделникот Република: СДСМ има 140 луѓе под оружје, собрани од криминалниот свет, на брзина ангажирани, додека Оливер Спасов, министер за внатрешни работи во МВР, кои имаат цел и задача да ја предизвикуваат насилства за изборни потреби на СДСМ. Завршен цитат, Чавков, екс-министер за внатрешни работи. Да видиме снимката, да го видите тоа што СДСМ сакаше да го направи афера во своја корист, како се ги се удира од глава. Како се соработува со криминалци. Ова е возилото од Серава, големото возило е на Диме Спасов. Се разминуваат. Дајте зум. Никаде нема ни гремнатина, ни удар. А камоли судар, како што тврдат пропагандистите на СДСМ. Возилото нагло врти и почнува да го брка
заменик министрот Диме Спасов. Се ова е снимено на камера, 1:1. Диме Спасов запира со возилото, при ојат на сила се обидуваат да ги отворат вратите, кога гледа кој и што му се заканува, тој повторно се движи напред. Ево го полициското комбе, кој као случајно се нашло тука, ама не реагира. Нив тоа не интересира. Диме Спасов по бегањето паркира. Никаква полиција не го запрела. Ја гаси колата. Еве ги алфите, кои као случајно се наоѓаат тука од редот на истите алфи на СДСМ, кои бара оружје да пукаат во МВР. Еве ги пиштолите. Се вадат пиштоли како закана за заменик министер на македонска држава. Еве ги од Серава момците кои со алфите разговараат нормално. Нити некој ги легитимира нив, нити ги праша што бара тука. Еве уште еден со пиштол. Диме Спасов го удираат од кола и му се закануваат. Еве го ударат. Со пиштоли во раце. Тие од Серава и понатаму стојат. Никој не ги прашал кои си што се, нити ги интересира алфите кои си тие. Веројатно си се знаат од порано. Ова се пиштолите кон македонски министер. Од алфите на СДСМ, не од сите алфи. И кој се ја во право? Тоа што ќе го видите со своји очи и тоа што ќе ви го раскаже пропагандната машинерија на тролови и платеници и на Сорос и на СДСМ по интернет. Ова е тоа. СДСМ сега сака да ја сврти аферата. А со швалерка ли бил? А од кафана ли искочила? Дали пиел? Не само што сака да му растурат кариерата, сакаат и фамилијата. Ирелевантно е кој бил во неговата кола, а најмалку дека била швалерка или љубовница. Бидејќи не била, ниту постојат сомненија ни докази за тоа. Но тие сакаат леплива приказна. Да се збори по автобуски станици, по канцеларии и така натаму. Она што не е леплива приказна, што е факт виден со голо око е намерно инсцениран инцидент со луѓе од подземјето, намерно бркање, намерно дирање од кола, намерно вадење пиштоли од страна на алфите. Видете го сега сами без мој коментар.
така изгледа монтировка која во политиката се уште прават само во јужноамериканските држави, Колумбија и слични, кои се занимаваат со дилање на дрога и соработуваат со политичарите. Почна со смислен инцидент, заврши со тоа што заедно стојат едни до други алфите на СДСМ и момците од Серава и го малтретираат заменик министерот. Мислите дека Диме Спасов не бил доволно храбар, па бегал. Да ги видиме момците кои го бркале, па ви гарантирам дека и вие би избегале, ја би избегал сигурно. Лица со дебели криминални досија, со двоцифрен број на кривични дела и одлежани